297 кандидати за градоначалници ќе трчаат да седнат на чело на 80 општини ширум Македонија. Највеќе пријавени има за главниот град. Дури 12 кандидати ќе учествуваат во трката за градоначалничката фотелја на метрополата. Економисти, адвокати, музичари, екоактивисти. Накусо ова е дел од изборот кој ќе го имаат скопјани на 17 октомври. Петре Шилегов од СРСМ повторно е кандидиран. Данила Арсовска, како независен кандидат, поддржана од ВМРО ДПМН, засега е една од двете жени кои ќе трчаат да седнат на чело на Скопје. Другата дама е Ана Петровска, како независна од Зелен град. За функцијата градоначалник пријавени се и Бениша Кири, како кандидат на коалицијата ЛДП-Дом. Петар Георгиевски Камиказа, како кандидат на Левица, адвокатот Тортевски од Твоја партија и уште 6 други имиња од Бошњачки демократски сојуз, Тморо, демократи работници и независни, Интегра, Родина Македонија и Титови сили. За град Скопје поднесени се дури и 15 листи за советници. За општината Аеродром 9, Рачинова 4, Бутел 13, Газибава 9, Ѓорче Петров 8, Зелениково 8, Иленден 4, Карпаш 10, Киселавода 9, Петровец 5, Сарај 6, Студеничани 10, Центар 9, Чаир 9, Чуча Сандово 8 и Шуто Ризари 9 листи за советници. Независните кандидати за градоначалници, како и предлозите од помалите партии, даваат поголем избор на граѓаните за кого тие ќе го дадат својот глас. Така, например, во дел од општините има и по 6 до 7 поднесени кандидатури, како во Центар, Карпаш, Киселавода, Ѓорче Петров, Битола, Тетово, Струга. Но има и општини, дури 25, каде изборот ќе биде сведен само на 2 имиња, а тоа се Босилово, Баландово, Пробишти, Пласница, Центар, Жупа, Бутел. Од списокот објавен од Државната изборна комисија, може да се забележи дека во поголемиот дел од општините владината коалиција ќе настапува со одвоени кандидати, но се поверојатно е дека ќе се ја дадат поддршката во вториот круг на изборите. Локалните избори ќе се одржат на 17 октомври годинава, а еден месец претходно ДИК ќе треба да ги потврди кандидатурите и да се влече ждрепка за кој под кој реден број ќе настапува.